Добар ден, почитувани и сакани гледачи на Канал 5 телевизија. Насмеана сум затоа што во ова издание, пред да започнеме, тука имаше навистина многу хумор, многу шеги, многу како да се прави ова јадење. Ќе ви биде забавно и на вас, откако ќе ги гледате моите гости, бидејќи тие не само што прават многу забава на игранките и местата, дискотеките каде што ги посетувате вие, тие и овде ќе ни направат едно убаво шоу. Но ќе почекате уште малку да ги поздравиме нашите пријатели на емисијата. Да ги поздравиме Стокомак и да погледнеме дел од производите кои што ги имаме на нашите рафтови. Дел од производите кои што ние ги имаме тука, можеби и вие ги имате дома, а можеби ќе ви бидеме потсетник за нешто што можеби сте го заборавиле, па да си купите од големите маркети на Стокомак. Поздрав до нашите пријатели, бидејќи секојдневно за секоја наша емисија набавките ги имаме веќе подготвени и се предвремено тука во нашата кујна, за да ние готвиме со нашите гости. Да ги поздравиме Стокомак и за новата линија на продажба, така наречена Македонка. Македонка, црвени налепници на рафтовите во Стокомак. Тие се посебни рафтови на кои што можете да си купите производи со домашно потекло, односно купувајте македонски производи и со тоа ги стимулирате домашните производители. Поздрав до сите нив. Да си ги поздравиме и пријателите од мини трговскиот центар или центарот за домашни апарати и други производи кои што се наоѓа на Пластичарската улица до мостот. Значи, навистина еден убав мини трговски центар во кој што можете да купите апарати за вашето домаќинство, убави кутии за пакување, убави сервиси. Реков, дури ако некој се подготвува за младоженец или пак за невеста, слободно да оди да си купи готови бовчалоци кои што навистина се убаво подготвени. Убави елементи за тараса, убави елементи за вашиот дом и преубави лустери за да го освежите вашиот дом и да изгледа навистина убаво. Посетете ја продавницата МОС. Да си ги поздравиме и нашите пријатели безпрекорни сувомеснати производи од ПК-Беско. Поздрав до нашите пријатели од ПК-Беско, бидејќи ние готвиме овде со производите на ПК-Беско и кога и да направиме рецепта со нивните производи, секогаш е изеден амадоронч. Можете, ако сакате да одбирате сувомеснати производи, без да сгрешите, бирате било кој производ од ПК-Беско и нема да погрешите, значи секој пат убави нешта. Ете, си ги поздравивме нашите пријатели на оваа наша емисија Гответе со Дракче, а сега ќе ги повикам моите шоумени, значи луѓето кои што ќе ни направат и шоу овде, но и ќе се забавуваме и ќе готвиме нешто што вели Даре, најмногу тоа знам да го правам, Дракче. А кој е Даре? Дарко Шарки, така го нарекуваат, а јас си го викам него, повели. Добре ми дојде. Дракче, знам да правам само ова најубаво за на телевизија. Вистина или лага? Иди. Знаеш многу рецепти. Знаем многу, ама ќутим. Ама ќутиш, нели? Во тајност за следната сезона. Покажеш дека многу знаеш, готово, почна да готвиш. И потоа дома нема прекинување. Нема. Како си ми вака убаво ми изгледаш, свежо? Одлично. 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 Но бидејќи ти никогаш не си сам, за шоуто треба уште една личност која што е твоја десна рака. Ќе си го поканим и него, повели од оваа страна. А тој е нашиот драг и насмеан Томче. Ајде, Томче, добре дојде. Добре ме. Ете така денеска, леле, каков готвач ќе бидеш. А јас ќе уживам. А јас ќе уживам да гледам како двајца другари дома си подготвуваат јадење. Си правите заедно или полесно е по телефон да си нарачате? Па знаеме да се собереме да си направиме. Да си направите. Така скара да направиме само така. Не прават, почета ни прават. А како ви кажеш, мене Дракче не ме дире за готвење. Јас сум само за забава и да дираме за клавиатурата баш. За клавиатурата. Па затоа те викнавме за да пееме тука сите заедно. Ако ќе пееме. Ми рече
Дарко, дека ќе си го земам ерфраерот од дома. А ние имаме тука, но бидејќи нема готвено на него, ќе готвиме во тавче. Така, нели? Така. Полесно. Сега Томче се пофали дека добро сецкал. Сецка. Јас ќе гледам и ќе уживам, можам само да помагам. Си ги менувате местата, ти овде доаѓаш. Ајде, шеф мајсторе. Шеф Дарко. Повели, Томче ти овде. Можам ли да ти ја зголемам температурата? Вака, на колку сакаш? Така. На осмица, доволно. Маслото ти е тука. А ти ќе треба да правиш печурки. Како ти каже, на 4, на 8, на 5. Ќе пробаме. И како сте ми вие, добри ли сте вака? Одлично. Ми изгледате прекрасно. Се смеевме, се шегувавме. Шефе, уште ли поситно, шефе? Одлично. Одлично, добро. Шеф Дарко одобрува. Супер. Добро, можеш. Продолжи си. Ете, продолжи си. Ние ќе чекаме малку маслото за да го ставиме кромидот да ни се пржи и ќе си бараме музика. Додека си ние тука работиме, музика ќе има. За да започнеме со музика и забава да видат гледачите колку е тоа убаво и интересно. Ајде, бараме песна. Насловна страна рубрика, светот е твоја публика, за други ти си идеал, а покрај тебе јас сум крал. Живот со пуна газ, пушти до даска глас, вечер до крај ке идеме, ма ако треба гинеме. Правиш у една рунда, 100 нокаута у секунда и атмосфера луда, одиграј нек се чуда. Правиш у една рунда, 100 нокаута у секунда, се морам да не полуда. Правиш у една рунда, 100 нокаута у секунда и атмосфера луда, одиграј нек се чуда. Правиш у една рунда, 100 нокаута у секунда, се морам да не полуда. Карамбол и 200 тона алкохол, такви сме сите исти сој, овде сме сите свој со свој. Живот со пуна газ, пушти до даска глас, вечер до крај ке идеме, ма ако треба гинеме. У една рунда, 100 нокаута у секунда и атмосфера луда, одиграј нек се чуда. Правиш у една рунда, 100 нокаута у секунда, се морам да не полуда. Правиш у една рунда, 100 нокаута у секунда и атмосфера луда, одиграј нек се чуда. Правиш у една рунда, 100 нокаута у секунда, се морам да не полуда. Правиш у една рунда, 100 нокаута
jedna runda, stvarno kao da u sekunda i atmosfera luda, odigraj nek se čuda, praviš u jedna runda, stvarno kao da u sekunda, se moram da ne poluda. Тавчето играше и ние игравме прекрасна песна. Па гледаш колку убаво вака. Само вие пеете си. А кога реков ајде дојдете ми на емисија, нема проблем Драгче. А мислевте како оние ќе си седнеме и ќе си правиме муаве. Да, тука работа има. Работа има, другарче. Ама знам дека ова вкусно ќе биде. Еве, повели, мајсторе, бидејќи ти си шеф мајстор денеска, се тебе ти е дозволено. А јас и Томче ќе играме и ќе си сецкаме тука и ќе си помагаме малку. Ќе ни треба. Ова да, истори за месото. За мевцето, како те враќам назад, повели. Можеш и потоа тука на ситни лентички како што го разбрав, така? Значи на пола и вака види? Вака, како конци. Како конци. Замисли шефот како наредува. Добро, шефе. На конци најситно. Па не ги видам баш ова така најситно на конци. Шефе. Ќе пробаме, ајде да пробаме двајцата. Ајде. Па сега на конци нема да биде, ама на залчиња да. Па добро. Ке си изеде. Ето така. Значи да биде Миени раце, средени сме. таман да бидат чисти, дезинфецирани. Се сме средени комплетно за да биде како што треба. Види како знае да си додаде масло. Види го нашиот другар. Кај сте сега? Каде свирите, каде настапувате? Бидејќи немате слободен термин, кога и да ве барам, се некаде сте на журка. И едва да се најдеме. Како беше? Значи претежно сме низ различни градови низ Македонијава. Епа и така е убаво да ве видат сите. Кавадарци, Струмица, Охрид, Битола. Така. Настапуваме со Миле Кузмановски заедно. Да си го поздравиме Миле Поздрав многу. Мики. Да, сигурно ќе не гледа. И тој правеше убав специјалитет тука. Ќе не се смее дека готвиме. Така, не, ама и тој готви многу убаво. Тој готви преубаво готви. Тој е прекрасен исто. Сега ќе речеше зошто не ме викнавте сите тројца да бевме заедно. Немаме место во кујнава. Една емисија ќе се стесниме многу. Да, малку ќе се стесниме. Ме прашуваа дали може, вика, во Драгче да дојдеме целиот хор. И јас викам, леле, што ќе кажат моите камермани? Па хорот кој ќе го наредиме, ќе треба камерите да стојат кај масичката на Роберт на Утринска. И ќе правевме хор овде. Можеш да направиш со цел хор, ќе им дадеш задача сарми да викнат. И секоја жена по една сарма, две, три. На големата маса на Утринска. Да. Добро. И така е можно. Не сме ти баш на конци, ама добри сме ти, да ти кажам право. Добри асистенти сме. Шефе, добро ли? Добро ли, шефе? Што ти е потребно плюс освен мефцето? Сакаш и некои зачини? На крајот зачинот, пред да го додадеме оризот. Значи си имаш... А месото сега го додаваш? Да. Ајде, повели. Него да го пржиме. Прво мене карајме. А ако не е добро, потоа Томче карај го, двајцата да бидеме. Може слободно. Одлично. Ето така. Ама добри асистенти сме. Мајсторе, добри асистенти сме. Добро е, еве. Да не ти е многу јако ова. Не, добро е, одлично е. Добро. Епа, со песна полесно ни оди. Ние си бараме, пак песна ќе си бараме. Јас и ти мора да играме. Тука таква ни е задачата. Таква ни е задачата. Бараме повторно песна, за да ни биде забавно. И мајсторе, види на ова уште поубаво. Тоа е така. Suboта вечер je, kolima gradom kružim, tražeći tebe, viski u krilu držim, ma neću više da tugujem. Kafana zove, ja pristajem. Drugovi pića žene, pravi su lek
za mene i zora dok ne svane. Ja pijem da zalečim rane, drugovi pića žene, pravi su lek za mene. I zora dok ne svane, ja pijem da zalečim rane. Dugo sam se borio, za tebe svašta radio, uzalud čekao, sve druge sam odbijao. Ma neću više da tugujem, kafana zove, ja pristajem. Drugovi pića žene, pravi su lek za mene. I zora dok ne svane, ja pijem da zalečim rane. Drugovi pića žene, pravi su lek za mene. I zora dok ne svane, ja pijem da zalečim rane. Drugovi pića žene, pravi su lek za mene. I zora dok ne svane, ja pijem da zalečim rane. Drugovi pića žene, pravi su lek za mene. I zora dok ne svane, ja pijem da zalečim rane. А чај ли се пие за да залечиш ране или? Никако чај, само ракија, вино, пивце. Тоа лечи Се со витамин, ране. ракивче, пивце, винце. Б витамин, С витамин, Ч витамин, Ч витамин. Чај, нели тоа на сабајле само. Само на сабајле. И тоа вика кога морам. Кога морам. Кога морам. И сега мајсторе што додадовме? Додадовме кари. Значи вака, прво сол, па зачин, Сувзачин, така. зачин, па после додадовме кари, па додадовме буковка и на крај чили. Чили малку да го Малку залютиме, пикантно да биде, значи ете така. Инаку ова е оброк за 20, така. А ако некој е многу гладен, за еден ќе биде. Може и за четворица А ќе може кој ќе го додадеме оризот, Оризот ќе го дадеме, веќе е за четворица. Да, веќе ќе биде за четворица. И одлично. Ако е за мене, е за еден. Кој за тебе Вако за се еден. шалиме, да. А земеме тавчето Добро, и прилог сега, прилог. баш ние гајле. Ете така, види мајсторски. Дали му се уроци, супер е. Супер е. Браво, мислам секоја чест. Ова беше се под конец. Оризот ти е овде исцеден. ние. Сварен и исцеден. Одлично. Ете, можеш веќе комплетно да си... Значи оваа варијанта исто може да се направи во малку потечна состојба, али Со што му додаваш плюс? само му додаваш водичка, го поклопуваш и го оставаш за динста. Аха, така. Да. А ние денеска поради времето ќе го правиме вака да биде повеќе како за Значи, погусто. по-густо да биде, да. Добро. Буквално за со За вилушка. со винце и за со ракичка. Бело Со винце, двете бело работи, винце, бело винце, со со двете бело работи да оди. Така мускатче Добро. некој. Убаво. Веќе убаво ни изгледа и убаво ни Е, сега е за мириса. четворица. Сега е за Чекай да четворица. четворица. Сега, ај кажете ми што спремате во кујната на музиката. Во кујната на музиката, Има ли време да се прави ново или од многу ангажмани нема време? искрено, многу сме кнап, бидејќи И двајцата работите плюс и двајцата музиката, сме вработени. така немате И време. малце сме кнап, нели, со... Затоа што единствен ден за одмор ни е викендот, а ние сме викендот Пак некаде на пак работа. некаде, али нема да оставиме сигурно така да остане. Ама тоа ве држи во младост, вака Така е. вечно млади. Ќе мора нешто да снимаме, бидејќи идната година веќе правиме 20 години заедно. Заедно да се прослави 20 Се прослави, годишнината потоа со повод нешто. треба да се издаде некоја песна, Така, видео нешто да запис. биде убаво, да. Мајсторе, уште Сега јас ќе многу ли ќе додадам му треба уште тука? кари. Уште многу ли временце ќе ти треба тука? Не.
уште малку време, зашто јас ќе го обарам рецептот на денот. Може, слободно. Ајде, за да ви прочитаме што се нам ни беше потребно за денешниот рецепт. Ајде да го бараме рецептот на денот. Рижот, 250 грама пилешки стек, 150 грама ориз, 250 грама свежи печурки, 1 главица кромит, 1 кеса златна мешавина, малку масло и зачини по вкус. Ете, тоа ни требаше за ова рижото што го подготвува нашиот Шарки. Кромито да го здробите ткамици, Томче да не плаче, да треба да пее и затоа ќе бараме и третата песна, а потоа ќе го сервираме нашиот специјалитет. Ајде, бараме трета песна и го сервираме специјалитетот на денот. Ljubiš i begaš od mene, po ne znam koji pa dostavim,
вака. Вака. Другарски. Леле, како не бивало тројцата вака. Кажи, тандем. Ама мајсторе, секоја чест. А ние асистентите бевме добри? Најдобри. Најдобри бевме, мораше да не похвалиш. Без вас уште ќе го правам. Уште. Ама требаше да продолжиме емисијата. Требаше. Прекрасни бевте, како и секој пат. Фала ви. Позитивната енергија спукаше тука, се гледа и верувам дека тоа ќе го кажат и гледачите на малите екрани. Но јас имам подароци за вас. Ајде да ги добиете подароците, затоа што бевте вредни. Тонче повели, ова е ПКБ-ско, производи за тебе. Асистент број 1. Да, асистент број 1. И од продавницата МОС внатре имаш ваучер со кој што можеш да си купиш подарок за сеќавање на ова наше другарување. Благодарам. Даре и за тебе, ПКБ-ско. Благодариме, драгче. Еве ти, производи убави од ПКБ-ско и ваучер од нашите пријатели од МОС, за да си купиш исто така нешто убаво да те подсетува во оваа наша емисија. Бевте интересни, ама бевте супер. Секој сме такви. Одлични бевте. Ви посакувам многу успеси во иднина, многу здравје и да дочекаме да го прославиме тој 20 годишен јубилеј со голема журка. Со полна енергија. Така. Ете така. Драги наши, тука сме на самиот крај. Се надевам дека ви бевме интересни. Моите гости секогаш се такви какви што се, со многу љубов и со многу позитивност. Затоа ве сакаме. Чао!